Учениците сместени во Велешкиот интернат се хранат сиромашно и нездраво, обвинија денеска од општинската организација на СДСМ. Опозицијата со став дека власта наместо да се грижи за здравјето на учениците и студентите, парите ги троши за, како што велат, стиропор и барок. Од општинската организација на СДСМ сметаат дека со сумата која се издвојува за храната на учениците во ученичкиот дом не може да се испочитуваат препораките за здрава исхрана. Официјалните податоци покажуваат дека раководството на ученичкиот дом Лазар Лазаревски овде во Велес за храна за цела година потрошило 130.000 евра. Тоа значи по 50 евра за цел месец по ученик. Тоа значи 100 денари по ученик за ден за храна. Што може да се купи со 100 денари? Дали со 100 денари дневно ученичкиот дом Лазар Лазаревски може да ги испочитува советите од скапите реклами на Груевски за здрава храна, овоши и зеленчук, риба и јајца? Наместо да се трошат парите за панорамско тркало, велат од опозицијата, истите власта треба да ги пренамени за доброто на сите ученици и студенти во земјава. Од ученичкиот дом пак ги демантираат информациите пласирани од опозицијата, посебно околу сумата која што се издвојува за храна. Велат дека менито изобилува со хранливи состојки, а за истото, согласно СДАЛЕ, како членовите на Советот на родители, така и надлежните од Центарот за јавно здравје. Пред почетокот на учебната година, беше составена работна група, на која што работна група присуствуваат дел од вработените, представници од Совет на родители, како и докторот од Центарот за јавно здравје, доктор Снежана Петрова. Така да менито во ученичкиот дом е изготвено согласно препораките на докторката, и сите едногласно го имаат прифатено и тврдам дека е согласно сите норми кои што се потребни, значи да ги имаат учениците во ученичкиот дом. Писмен допис до медиумите достави од Центарот за јавно здравје. Во него стои дека анализата извршена на оброците што ги добиваат учениците покажува дека биолошкиот квалитет на храната ги задоволува нивните потреби според возраста.